Новогодишното празнување нема да биде потполно без традиционалните новогодишни колачиња. Денеска споделувам не само еден, не два, туку 3 интересни колачиња кои што се одлични за овој период од годината. Еве како да ги подготвите. Во тава на оган растопете го путерот и гответе го околу 10 минути додека комплетно не потемни. Ова е исклучително важно за да се добие поубав и побогат вкус на вашите колачиња. Кафениот путер оставете го да се излади во сад за матење. Потоа додајте го кафениот шеќер, кристал шеќерот, јајцето и жолчката и ванилата. Промешајте додека целата смеса комплетно не се соедини, а потоа додајте го брашното, содата и прстоват сол. Со помош на шпатула, внимателно промешајте и додајте ги чоколадните капки. Промешајте додека целата смеса комплетно не се соедини. Бидете внимателни да не ја премешате смесата. Вака добиената смеса ставете ја во ладилник да се стегне околу 30 до 40 минути или преку ноќ. Со помош на алатка за сладолед оформете ги колачињата и нанесете ги во тавче обложено со хартија за печење, оставајќи место едно од друго, бидејќи при печењето ќе се рашират. Печете во загријана рерна на 180 степени околу 10 до 12 минути. Готови се тогаш кога краевите на секој колаче ќе започне да добива кафеава боја. Оставете да се изладат околу 20 минути и послужете. Одлични се со шолја млеко или пак да се засладите во текот на денот кога копнеете по нешто благо. За да ги подготвите овие колачиња во длабок сад со помош на шпатула, измешајте го путерот, ванилата и шеќерот во прав. Додајте го јајцето и промешајте додека целата смеса не се соедини. Додајте ги брашното, мелените бадеми, солта и циметот. Привиткајте го тестото во хартија за свежа храна и оставете го во ладилник да се стегне преку ноќ. На лесно набрашната површина расукајте го тестото во кора тенка 3 мм. Со помош на поголеми и помали калапи за колачиња, исечете парчиња од тестото и префрлете во тавче обложено со хартија за печење.
Оставете ги колачињата 10 минути на ладно место да се стегнат, а потоа печете ги во загријана рирна на 160 степени околу 15 минути, или додека кревите на секое колаче не започне да добива златна боја. Оставете комплетно да се изгладат и на секое целосно колаче нанесете од филот. Можете да користите било каков џем по желба или пак чоколаден крем. Јас денеска се одлучив да користам џем од кајсија. Оние колачиња кои се направени со помали калапи за колачи, декорирајте ги со шекер во прав, а потоа поклопете го секое колаче премачкано со џем. Послужете ги овие колачиња за време на празниците и уживајте во нивниот елегантен вкус со вашата омилена шолја кафе или чај. Во длабок сад ставете ги брашното, содата, мелениот ѓумбир и циметот. Промешајте и оставете на страна. Во друг длабок сад ставете го путерот, прашокот за пудинг и шекерот. Матете со помош на миксер или жица за матење додека комплетно не добиете пенаста смеса. Додајте го јајцето и ванилата и изматете додека не се соедини смесата. Додајте ги сувите состојки и промешајте додека не се соедини целата смеса во меко тесто. Префрлите го тестото за колачиња во хартија за свежа храна и оставете во ладилник да се стегне околу 1 час. На набрашната површина расукајте го тестото тенко 3 мм и со помош на калапчиња оформете ги колачињата. Префрлете ги колачињата во тавче обложено со хартија за печење и печете во загријана рирна на 190 степени околу 10 до 12 минути. Оставете комплетно да се изгладат. За да ја подготвите глазурата, во сад соединете ги шекерот во прав и белката. Добро промешајте додека не се соедини целата смеса. Поделете ја смесата во неколку садови колку што планирате да направите различни бои од истата. Во секоја од садовите додајте од прехрамбената боја и промешајте. Конзистенцијата потребно е да биде како лава, да не биде многу ретка, но не и многу густа. Префрлете во кесички за шлак и декорирајте ги колачињата по ваша желба.
Колачињата е потребно да ги оставите да се исушат комплетно пред да ги јадете. Сега, кога имате 3 различни рецепти за новогодишни колачиња, ве охрабрувам да ги подготвите и да ми испратите фотографија од крајниот резултат. Вие не заборавајте да ги заследите моите профили на Facebook и Instagram и да ставите subscribe на мојот YouTube канал. Се гледаме наскоро, а до тогаш имајте забавно готвење.